Здраво Македонија, добре дојдовте во последното издание за оваа сезона од квизот Листа за 300, кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Како што беше и до сега во последните изданија на нашиот квиз, продолжуваме со исто темпо, што значи повторно ќе соочиме едни од најаките надпреварувачки двојки кои што учествуваа оваа сезона во нашиот квиз. Прво ќе ги повикам домакините, односно оние кои што победија во минатото издание на нашиот квиз, а тоа се Мајк и Филип. Повелете. Мајк, здраво. Филип, здраво. Трет пат во овој дел од Листа за 300 се дружиме. Во минатото издание успеавме да стигнеме до онаа сума од 200 евра, малце ни фалеше до 300, но паметно што се откажавме, затоа што Нагасаки, ако не се лажам, ќе не потонеше. Бомбата ќе не беше Нагасаки. Да, ќе не бомбардираше, баш така. Да не сакате да додадете нешто, сепак денеска е последното издание од Листа за 300 за оваа сезона. Тоа е мило ние што сме дел од последново издание. Поздрав до сите гледачи. И ќе се дружиме во наредната година, така, наредната сезона, така. Ако победиме. Ви да не победите, што ќе имате право. Здравие. Што ако не победите, се повлекуваме, се пензионираме. Не, едва чекам да почнеме со следната сезона и тогаш да видам како ќе се одвиваат работите. Ако е тоа сега за сега, знаете која кабина е баш. Големото финале денес. Е така, големото финале, така. Домакини, повелете во домакинската кабина. А сега е време да ги повикам и нивните противници денеска. Улогата на предизвикувачи и припадна на Стефан и Магдалена. Повелете. Стефан, здраво. Магдалена, здраво. Како сте? Добро. Супер. Знаете дека во последниве издања од Листа за 300 ги соочувавме оние најаките парови. Дел од најаките, па ќе кажам, морам да се правдам, затоа што не сакам никој да се осетат навредени од тие кои што покажа добри резултати оваа година, но нели сепак е средина на летото, почна сезоната и малце не е тешко да ги договориме сите, во тие ни се подмори и така натаму и така наваму. Но, како се Стефан и Магдалена? Супер. Супер. Спремни, подготвени Да, за финалето. Како е мама Магдалена? Како се снаоѓа? Ова ме интересира, зашто јас сум тазе во родителствувањето, па си прашувам. Малку не спиена, ама добре. Значи не е само кај мене. Океј, правиме клуб еден. За неспиење, ама од овој тип, ме разбираш, за неспиење благодарение на новороденче. Е така. Стефан, ти како си, наспан ли си? Да, јас. Кажи, јас сум наспан, кој ве тераше вас. Тоа е супер. Да не сакате да додадете нешто, да поздравите некој? Поздрав до сите што гледаат. Тоа е тоа. Денеска е последното издание на нашиот квиз. Овој резултат нема воопшто да влијае ниту на тоа претходно што се случувало, ниту пак за учеството на наредната сезона. Што значи опуштете се, ова е чисто за забава, кој што плюс може да ни донеси парична награда. Да. Стефан и Магдалена, со среќа во продолжение, ваше предизвикувачката кабина, повелете. Мајк и Филип, односно Стефан и Магдалена, се во нивните надпреварувачки кабини. Сега ќе ги провериме дали си работат онака како што треба, за да се немаме никакви проблеми во продолжение. За таа цел ќе ве замолам прво да исклучиме кабината на Мајк и Филип. Стефан и Магдалена, дали се слушаме? Да. Одлично, не ве гнјавам повеќе, сега ќе исклучиме и вашата кабина да провериме на противниците и почнуваме. Мајк и Филип, дали се слушаме? Да. Може да почнеме? Може. Одлично. Ете, драги гледачи, сите, видовме дека работат како што треба нашите кабини, плюс на сето тоа и домакините како за последен пат ме викаат во оваа сезона, ме викаат Марче, може да почнеш, па ќе ги послушам и ќе кажам време за Листа за 300, како и секогаш така и денеска започнуваме со првото надавање, односно првата лицитација, а темата за истата гласи. Женски имиња во кои се содржи буквата Т. Бараме женски имиња во кои се содржи буквата Т како трактор и кој ги има во именикот на Државниот завод за статистика на Македонија без обзир дали се македонски, албански, турски, српски, ромски и така натаму. За да бидат признати во именикот на Државниот завод треба името да го имаат најмалку 5 наши жители. Буквата Т може да биде било каде во името. Мајк и Филип, дали не е јасна темата? Да.
Одлично. Стефан и Магдалена, дали не е јасна темата? Да. Супер. Знаете, драги гледачи, дека први со надавање започнуваат тековните предизвикувачи. Денеска таа улога им припадна на Стефан и Магдалена. Ке исклучиме сега кабината на домаќините, а Стефан и Магдалена, која ќе имате понуда, споделите со нас. 5. 5. Започнуваме со 5. 7. 7. 10. 10. 12. 12. 15. 15. 17. 17. 20. 20. 22. 22. 25. 25. 27. 27. 37. 37. 38. Едно повеќе 38. 40. 40. 42. 42. 50. Округла 50. 57. 51. 52. 52. 53. 53. 63. 63. 64. 64. 65. 65. 66. 66. 70. 70. Нека одговарат. Стефан и Магдалена, 70 празни полиња. Вие ќе треба да кажете 70 женски имиња во кои се содржи буквата Т. Искрено се надевам дека ќе успееме во тоа. Доста имаме за одговарање, но пак ќе кажам. Да мислиме нели позитивно на целата работа и да пробаме да ги кажеме сите 70 побарувани женски имиња со Т. Било каде во името. Кога ќе бидете подготвени, слободно започнете. Анастасија. Анастасија. Така е. Анастазија. Анастазија. Така е. Анета. Анета. Анита. Анита. И Анита. Точен одговор. Матеја. Матеја. Така е. Со Ј. Матеја. Матеја. Така е. Наталија. Наталија. Така е. Без Ј. Наталија. Натали. Натали. Така е. Наташа. Наташа. Така е. Катерина. Катерина. Така е. Катарина. Катарина. Виолета. Виолета. Валентина. Валентина. Така е. Викторија. Викторија. Мартина. Мартина. Така е. Тамара. Тамара. Така е. Тања. Тања. Така. Татјана. Татјана. Така е. Тијана. Тијана. Така е. Трпана. Трпана. Христина. Така, Христина. Така е. Христина. Со К. Кристина. Со Кристина 23 одговори до сега. Теона. Теона. Така е. Елизабета. Елизабета. Така е.
Теута. Теута. Точно. Розита. Розита. Розита, 200 во Македонија. Точен одговор. Стефанија. Стефанија. Така е. Стефани. Стефани. Така е. Маргарита. Маргарита. Така е. Антонела. Антонела. Така е. Антонија. И И без Ј. Антонија. И без Ј, Антонија. Околу 300, што значи точен одговор, Антонија. Рената. Рената. Така е. Станислава. Станислава. Стојанка. Стојанка. Така и Стојанка, точно. Стојна. Стојна. Така. Марта. Марта. Така е. Трајанка. Трајанка. Точен одговор. Костадинка. Костадинка. Така е, 40, уште точно 30 ни фала. Стојадинка. Стојадинка. Само 19 во Македонија, но сепак точен одговор. Стојадинка. Богородка. Со Т. Богородка. У, 67. Во Македонија, точен одговор. Митра. Митра. Така е. Матилда. Матилда. Агата. Агата. Леле, Агата, само 9 на мое, пак ќе кажам, изненадување. Мислам дека нема ни една да има. Знам само за една Агата Кристи. Ама ете, сепак имал и голем поздрав до сите Агати во Македонија. Стварно мислам дека ќе ги нема како заведено, сигурно. Свикам една, две, ама ете, 9. Голем поздрав до сите 9. Мелита. Мелита. Добро, за Мелита знаеме. Така е. Розета. Розета. Претходно Розита кажавте, ако не се лажам, така се Розета. Да. Така е, точен одговор.
Анастасија без Ј. Анастасија. О, 280, Анастасија, точен одговор. Маргарета, Маргарета. Така е. Маргарета има 154 во Македонија. Петранка, Петранка. Сега другарка од средно. Петранка, голем поздрав ако гледа листа за 300. Не сум ја видел со години. Жива и здрава. Петра, Петра. Така е. Петка, Петка. Така е. Добро ни оди. Се колку 28 да станувата? Не, 18, Марчеве. Математика, Радка. Така е. Натка, Натка. Натка пиратка. Така е. Кате, Кате. Така е. Ната, Ната. Ната само 26, но сепак доволно се да биде точен одговорот. Кети, Кети, Кети. Кети, точен одговор. Струма, Струма. Познаваш ли некоја Струма, Магдалена? Дали познаваш некоја? па една струма, струмка беше ли беше не па. Сега ќе видиме, ќе да знаем. Оу. Само 13. Точен одговор. Тена, Тена. Голем поздрав до комшика ми Тена. Само да видиме. Така е. 39. Сега не знам дали и мојата комшика Тена се брои во овие 39 или не. Сигурно. 30 или 40 се сонесе. Со се не се 40, еве ми кажа. Екатерина, Катерина! Така че, така удаја, да? Катеринче! Ајде. Така е, точен одговор. Доста, Доста. Мене кога ќе се спомни името Доста ми текнува на одамна наша министерка Доста Димовска, се покојна е веќе. Ама тоа ми остана доста името врзано секоја со нејзе. Доротеја, Чекај, колку имаме Доста, се извинувам, во Македонија? Преку 500 имало Дости во Македонија, ама нас не ни е доста тука. Имаме уште, како ќе му дојде, 9, 8 или 9 да имиња да кажеме кои што имаат буквата Т. Затоа нема Доста. Доротеја Доротеја. Така и Доротеја, точен одговор. и со Ј, Доротеја, Доротеја. Доротеја, 37, точен одговор. Теодора, Теодора. Така е, точен одговор. Станка, Станка.
Така е. Струмка. Струмка. Имавме струма, сега струмка да видиме. Струмки има по мојата омилена бројка 69. 69 струмки во Македонија, да ни се живи и здрави. Точен одговор. Жанета. Жанета. Така е. Уште 3. Магдалена. Леле, уште 3. Ајде. И уште многу малце време. Стефанка. Стефанка. Бидете внимателни, не сакам на крај да утнеме работата. А до сега сме имале многу такви ситуации. Стефанка има 280 и нешто. Точен одговор. И уште 2. Стефана. Стефана. Ајде да видиме Стефана. Стефани во Македонија, точен одговор. Очекував обратно да биде. Да има Стефана повеќе од Стефанка, но ете. И последното, кое женско име ќе биде со буквата Т? Што содржи буквата Т? Мислете, ајде, имаме уште 1 минута, морам да почнам да бројам. Никита. Никита. Само момент. Пет Никити во Македонија, што значи точен одговор и првиот поен оди кај Стефан и Магдалена. Браво, заслужен максимално. 70 празни полиња, 70 точни женски имиња кои што ја содржат буквата Т. Браво за Стефан и за Магдалена, но за жал ке немате време за одмарање. Веднаш ќе одиме со втората лицитација. Како и да е, можете таму на брзинка да си прославите, доека јас ги тешам вашите противници. Мајки Филип, одлично одиграно, немам никаква замерка ниту за вас, ниту за нив. Надававте храбро, стигнавме до бројка од 70. Но ете, како да им легна темата на вашите противници, како и на вас во минатите емисии исто. Браво, не за џабе рековме дека ги викаме најдобрите од најдобрите и еве, тоа го покажа и овој резултат. Но, ништо не е готово, имаме уште една лицитација за играње. Доколку оваа лицитација ја добијат повторно Стефан и Магдалена, тогаш они ќе бидат тие кои што ќе ми се придружат тука на главната сцена. Но, доколку Мајки Филип успеа да добијат оваа лицитација, тогаш ќе играме пенали и пеналите ќе бидат оние кои што ќе одлучат кој од овие два надпреварувачки пара ќе има шанса да освои парична награда. Да не должам повеќе. Темата за втората лицитација гласи: играни филмови чие име почнува на буквата А. Извор: филмската база ИМДБ. Бараме наслови на играни филмови кои во наша транскрипција почнуваат со буквата А, без обзир дали насловот е од еден или повеќе зборови. Се прифаќаат играни и долгометражни анимирани филмови. Сега, морам веднаш на надпреварувачите да им кажам дека не може да играме како продолжеток 2, 3, 4, да речеме да беше снимен филм Авантурите на Марко. И доколку имаше продолжение кој што се вика Авантурите на Марко 2, па Авантурите на Марко 3, 4 и така натаму,
не можете да ги играте. Но доколку има авантурите на Марко, па вториот дел е авантурите на Марко и Светиот Грал, можете тогаш да го кажете целиот наслов на филмот и ќе биде прифатен како таков. Мајки Филип, дали ни е јасна темата? Да, одлично. Стефан и Магдалена, дали ни е јасна темата? Да. Супер. Знаете, драги гледачи, дека при втората лицитација први со надавање започнуваат оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра. Во таква ситуација моментално се наоѓаат Мајки и Филип. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на Стефан и Магдалена. Мајки и Филип, која ќе имате понуда? 16. 16. Започнуваме со 16. 18. 18. 21. 21. 23. 23. 27. 27. Нека одговараат. Да одговараат 27, ајде да видиме. Може би ќе се isplati стратегијата, но може би и не, да видиме. Мајки Филип, не ве прашувам како стоите со филмови, со оваа тема, ќе видам од прва рака. Имаме 27 празни полиња кои што искрено се надевам ќе ги исполниме со точни имиња на филмови кои што започнуваат на буквата А и после ќе се селиме на пенали. Но све со ред. Кога ќе бидете подготвени, започнете. Апокалипса денес. Апокалипса денес. Така е? Ајде, кога сме кај тоа и Апокалипто. Апокалипто. Тоа беше на Со Мел Гибсон. на Мел Гибсон, така. Што го режираше, ја ако не се лажам, за тој филм измислија и јазик Да. кој што го употребува актерите од тега такво добро филмче. Да. И сигурно многу тежок за работа, браво. Ремек дело, така е, точен одговор. Авиатичар. Авиатичар, одличен филм со Леонардо Ди Каприо. Така е. Али Баба и 40 разбойници. Али Баба и 40 разбойници. Кој знаеш што е муавет? Може едно Димче, Димче у војска према Томе, а Томе у затвор, Али Баба и 40 разбойници и така натаму, нема веќе. Така е точен одговор. Ајде да. Атентаторот. Атентаторот. Така е. Сега, на англиски, ама не на македонски тоа. Асасин е на англиски филмот. Сесен, да, не, во наша транскрипција ги бара. Добро. Да. Underground. Underground. Може и подземје тоа. Вака, нема да ви го земам за зло, зашто сепак Underground е преведен и кај нас како подземје, да. Но не ви го земаме за зло, еве и од речија, да. Не Алфавил. Алфавил. Се надевам и Стефан и Магдалена немаат сега Не. ништо, тоа е Lost in Translation муабетов, затоа малце. American Beauty, американско баве. Американска пита. Така е, Алфавил, Американска убавина. американска убавина. Пред 15 на години освои Оскар или може и Пред повеќе. 25, 25 може. 99. Доста Пенсија ме подсеќаш колку сум стар, вака. Ме утепаа со моја, пред 25 години било. И да е пред 25, ке речеш пред 5-6 години беше, Марче. Така е точно повели, па натаму. American Hustle, како преведете на Американска борба, не знам така. Да, Хасо. да, знам за кој филм зборите. Американска измама. Да, па Му измама доаѓа кај нешто нас така, преведено, така да. мислам да го преведува кај нас, да. Американска пита, Само момент да го запишеме, така, американска пита. да. Американ па... О, да знаат зашто се вика американска пита. Дел од луѓе, верувам дека знаат. Американска свадба, Американска свадба. Се американско во војдел. Да. Да ги искористиме. Да. Еднаш ние нив да ги искористиме. Тоа они нас не користиме. Така е. американски снайпер, Американски снајпер. Американски Точен одговор.
Американски психо. Американски психо. Од Стивен Спилберг. American Psycho. Айко. Македонски Айко. Да. Да. Така е. Овој англиски пациент. Англиски пациент. И тој зема Оскар исто така, пред 25-30 години. Айкула. Ајкула е, морам ова да го споделам со вас. Ајкула ми е првиот филм кој што го имам луѓе гледано во кино и тоа 3D. Дедо ми однесе во 80 и нека години, мени братучедите и јас се извадив од памет. Искрено кога почна раце нозе да ми пливаат дека мене, почнав да пиштам и да вришам и тоа беше моето прво такво машко искуство. Да се соочам со Ајкула очи во очи. Океј, да се вратиме на вашето. Мојот прв 3D беше Аватар. Твој прв убав филм си гледал ти Аватар. Аватар е супер филмче за 3D да го гледаш. Така е точен одговор. Сега American Reunion, се тоа американско Средба нешто. Повторна средба. Да, американска Да, повторна повторна средба, средба, како би се- реюнион. Американска средба, така е. Американски жиголо. Американски жиголо. Кога сме кај американци. Ова е за американец со жонглира, така? Да. Знаем, да. Точен одговор. Америка, само Америка. Само Америка. Да. Добра, знаете с некоја друга на освен Америка? Не. Африканска кралица може. Африканска кралица, да. Се зезнав. Еве, идеме са. Чекај да му покажеме на Марче. Џабе збориш, Марче. Рековме африканска... Така е, точен одговор. Африканска кралица. Алабама. Алабама. Да. Така е. Арго. 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 Така е. Андалузиски пес. Андалузиски пес. Така е. Александар. Александар. Така е. Уште колку? 4. Александар. Авион, airplane. Да, авион. Авион. Ајде. Вака се. Имаме еден, нели баравме во наша транскрипција. Не знам дали исто мислиме, ама проверуваате ви во рече. Airplane е на англиски, airplane. Airplane на англиски, да, ама кај нас е истиот филм. Ако мислиме, е имали пилот во авионот. Ако мислиме за комедијата од на време. Да е комедија, Да, да. но сега дека не сме тако врзани сме со име. Airplane, дека кажавте авион, сега бараме авион во ИМДБ. Ако ви се посети така правиме со сите, ако има таков филм, ќе Ајде ви да помине видиме. затоа што не кажуваме конкретно нели комедијата та и та. Сега стискајте палци буквално на среќа. Вајда ќе се снимал некој авион. Давај, има нека снимено филм авион. А иначе кај нас е преведен имали пилот во авионот. И едно од најдобри комедии. Да, да.
сепак многу ми е жал. За жал, никој нема снимено баш авион, филм, еве шанса, идеја да дадете во Холивуд за многу. Има Airplane, ама Има само Airplane, што да, ние каде, не сме го да. превеле така. Да, ние што сме кне, што не може човек лето да ни го фати. Мајки Филип, одлични надпреварувачи. Можете слободно да кажете, без разлика на поразот, 3 поред смачкавте многу тешки противници, мислам две. Така да ќе делите прво место со тие што успеа да ве поразат. Иако не ги делиме местата, мислам, не сакаме да направиме таква поделба, но сепак мора да признаеме дека вие и вашите противници кои што моментално седат тука ги имавте најјаките резултати во текот на годината. И уште еден, два парадно за тоа понатаму. Мајки Филип, едва чекам да се дружиме наредната сезона повторно во листа за 300. Се надевам дека повторно ќе се пријавите, повторно ќе ми ги земете парите и повторно ќе се забавуваме и дружиме. Да имате прекрасно лето, прекрасен остаток од летото. Убаво да си поминете, одморете се и се гледаме повторно од септември. До тогаш, чао! Стефан и Магдалена, одлично одиграна партија, заслужена победа. Ете, мал кикс направија вашите противници. Ние мислихме дека ќе ги набројат. Да, искрено и јас мислев, но дете, за жал, Супер, нели, веoma, да. баш како што рековме, изгубени во преводот беше ова ситуација, кај нас различно се преведуваат некои филмови од нивните оригинални наслови и тоа е што е, но правилото беше такво, ги баравме минјата во наша транскрипција. Стефан и Магдалена, за последен пат оваа сезона, вие ќе застанете, мислам, воопшто за оваа сезона, вие ќе бидете тие кои што последни ќе стапнат на нашата стена и последни ќе се соочат со темата од нашата листа. Искрено ви посакувам награда, она максимална сума да земете за последен пат, но ќе видиме и ќе дознаеме. Пред да продолжам понатаму и да ги повикам да ми се придружат на главната сцена, уште некое филмчеве да прочитаме. Тука ги имаме Авилон автомобили, потоа Аквамен, Аладин, Алиса во земјата на чудата, Алиса позади огледалото, Анархист, Ана и кралот, Ангелско срце, Ангели и демони, Аполо 13, Аризона Дрин и така натаму. А сега, драги гледачи, како што реков, Стефан и Магдалена ќе ми се придружат на главната сцена и ќе ги соочиме со темата од нашата листа. Што ќе направат, ќе дознаеме во продолжение. Затоа останете со нас, се враќаме веднаш по паузата. Магдалена и Стефан ми се придружија тука на главната сцена и оно што ми текна е дека луѓе со вас ја почнавме оваа сезона и со вас ја завршуваме. Леле, абе сега случајно ми викаат колеги, ми викаат, Марче, знаеш ли дека сезоната ја почнавме со Стефан и со Магдалена и си го враќам филмот и стварно беше така. Првата емисија со вас и на мој огромно задоволство е ќе завршим и сезоната со вас. Кој го знае, може и наредната ќе почнеме пак со вас. Ќе видиме, да. Вака, морам да појаснам, затоа што дознав и дека во квиз асоциацијата на Македонија, Стефан котира меѓу најдобрите 5 квизаджи, а ти си најдобрата дама во женска дели конкуренција или, можам слободно да кажам, дека двајцата сте едни од најдобрите. Па место да ви испратиме лабаво, нели да ги земете тие 300 еври да си одите, решивме да ви дадеме малце потешка тема, на која што другите би имале проблем да одговарат, па да видиме баш како ќе поминеме. Знам дека не ви замерате и верувам во вас, знам дека ќе има супер резултат, но пред да ви прочитам темата, на брзина да видиме како стојат работите со нашата листа. Таа е составена од 15 празни полиња кои што треба да ги спишеме со точни резултати за да ја добиеме она максимална сума. Во меѓувреме за 3 точни одговори ви следуваат 50 евра, за 6 100 евра, за 9 150, за 12 200 евра и за 15 точни одговори си заминувате од тука со 300 евра. Ми се блокираше мозокот како за последно издание. Најверојатно не сакам да ми заврши сезоната. Веќе е на одмор мозокот. Да, или веќе ми е на одмор мозокот. Најверојатно е тоа второто. По комбинација со првото. Океј. Темата што имам е многу интересна и поврзана со хемија. Како стоиме со хемија? Добро. Ме радува што кажа, добро, супер. Слушајте, добри вие, драги гледачи, и затоа што го тестираме денеска нашето знаење на тема. Хемиски елементи што завршуваат на буквите Н или Т. Бараме имиња на хемиски елементи од периодниот систем чие име во наша транскрипција завршува со буквата Н како нено или со буквата Т како трајче. Имињата ги бараме во наша транскрипција. Во периодниот систем има 118 хемиски елементи.
Не бараме ознаката она од 2 букви што е, туку го бараме целото име на елементот. Кога ќе бидете подготвени, започнете. Антон. Ксенон. 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 Ксенон, преточен одговор. Радон. Радон. Така е. Лантан. Лантан. Така е, точен одговор и 50 евра сега за сега во ваши раце. Азот. Аргон и неон. Аргон. Јазот. Како? Азот. Да. Азот. Азот. Азот, четврти точен одговор. Неон. Неон. Така е. Аргон. Аргон. Аргон за 100 евра. И така е. Аргон за 100 евра. Честитки. Што правиме сега? Одиме понатаму или си ги зимаме овие пари и си одиме дома? Размислете слободно. Ганесон. Ганесон. Ливермориум, магнезиум, калциум, калиум, не, стронциум, плутониум, Тенесин. тенесиум, Тенесин. тенесин, Да. бор, бром, диод, арсен. 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 Тенесин. Тенесин. Одиме понатаму. Тенесин. Тенесин. Седми точен одговор. Оганесон. Оганесон. Оганесон, осми точен одговор. И Арсен. И Арсен. Така е, со Арсен стигнуваме до нас сума од 150 евра. Стефан и Магдалена, што правиме во продолжение? Да размислиме. Размислете слободно. Што правиме? Сега за сега имаме 150 евра тука обезбедени. Но гледам дека Магдалена се протрчува низ главата, низ мозочето малце. Кој ги имаме до сега? Криптон, Криптон, астатин, астатин и... Не знам дали ќе ме сватиш вака асоцијацијата каде. Да не те збунам. Значи го имаме елементот кој што го прави проблеми на Супермен. Криптон, така беше? Не, ме потсеќа, морам вака некако да ти асоцирам зборот на некој што се чалам и као ги викаме. Ми глуми манга. Манган. Ви сте правит манга море. Има се сличен таков хемиски елемент, ако знаете, знаете. Ако не, подобро не ни пробувајте. Да не утнеме работата. Ајде, идеме. Одиме понатаму. Ајде. Манган. Манган, значи, знае. Не, кога некој си знае, си знае. Ова ви честитам зашто ми ја погодивте асоцијацијата. А сега да видиме и другите две дали се точни. А да видиме и Манган дали е точна. Точна е. Добре, да не се обуркав ја. Криптон. Криптон.
добро познат хемиски елемент од филмовите на Супермен, како што реков, таму го научивме, тоа беше оној хемиски елемент кој што му прави и може да го уништи Супермен, да го победи. Точен одговор. И за 200 евра, Астатин. астатин. Астат или астатин. Така е, астатин, 12 точен одговор за сума од 200 евра. Стефан и Магдалена, размислете сега убаво, дали одиме понатаму или ќе си ги земеме овие пари. Знам дека сте и на чекор. Минатиот пат иста во фраза е употребо минатото издание, на чекор сте и до 300 евра, но и да чекор сте до 0. Затоа бидете внимателни. Дека више го причекоривме времето, морам да Толку, почнам. Да, толку. Ја помислев да почнам да брам, фала, ке се обрукав. Не знам многу да брам до 10. Магдалена и Стефан. Како и секогаш, така и денеска одлични бевте, дури финансискиот резултат го кажува истото. Знам дека на само 3 полиња бевте до нас сума од 300 евра. Дали ви текнува некој елемент кој што би сакале да го играте? Па не. Да не ризикуваме. Еве ја ќе прочитам дел затоа што ти кажавме поголемиот дел. Тука ги имаме азот, антимон, аргон, арсен, астат, бизмут, кобалт, криптон, ксенон, лантан, манган, молибден, неон и така натаму. Браво за вас двајцата. Одлично завршивме оваа сезона. И секако сега се подготвуваме веќе за наредната. Стефан и Магдалена, да ми останете во добро здравје, да имате прекрасно лето, со здравје да си ги трошите парите, не се многу, но добро ќе дојдат као финансиски буст за ова лето, таман. Плюс 2 дена. Тама плюс 2 дена на одмор. Фала ви уште еднаш. Искрено се надам дека ќе се видиме и наредната сезона, да, така. обавезно, да. Чао од мене, чао од мене и до вас, драги гледачи, секако. Може би листа за 300 ќе направи пауза од месец-два, но ние остануваме со богатата програма на телевизија Сител. Се дружиме и понатаму и секако ја чекаме новата сезона на нашиот омилен квиз Листа за 300. До тогаш не заборавајте, ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Имајте прекрасно лето. Чао!